Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Вечерва градоначалникот на општина Прилеп ќе даде отчет за сработеното во првите 100 дена од мандатот. Се доуредува последниот дел од плоштадот Методи Андановченто кај участакот. Рекордни над 26.000 тони откупен ориентален тутун од ланската реколта. Програмата за финансиска поддршка за 2026 ги подели земјоделците. Најмладите во месецот посветен на ретките болести со поддршка за ретките херои посилни од стакло. Времето денеска променливо, облачно и студено. Урбан маркетинг. Среќен пат ви посакува Автоконтрол. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Се уредува пешачката зона кај хотел Скопје и пред участакот. Неколку денови градежната механизација го отстранува стариот слој на асфалт, се подготвува теренот за поплочување и урбано уредување на просторот. Градоначалникот Дејан Продановски на увид во градежните активности истакна дека повеќе нема овој дел од центарот на градот наменет за пешаците да биде узурпиран од автомобили. Ке се работат 2100 метри квадратни до уредување, поставување на урбана опрема на овој дел од плоштадот Методи Андановченто или поточно улицата Јане Сандански. Вкупната вредност на проектот е 16 милиони и 400 илјади денари, обезбедени преку повикот на владата, и ова е последното катче кој што треба да се уреди во овој дел. Знаете последно време дека имаше сериозни реакции по однос на паркирани возила, по однос на попреченост на движење на пешаците, а и на вистина на една запоставеност и подолго време не беше реагирано во овој дел на градот, и ова е една од последните фази која што комплетно би го дозаокружила во иста форма да биде целосно плоштадот Методи Андановченто, и завршуваме со уште една фаза, просторот зад участакот, каде што и таму треба да се докомплетира, односно да се дореди просторот и да добиеме една комплетна целина, исклучувајќи старата Прилепска чаршија, но тоа би било еден следен проект на кој што се работи интензивно во локалната самоуправа и треба да се дозаврши, па да се бараат средства за негова изведба, односно за уредување на плоштадката која што се наоѓа помеѓу улиците во старата чаршија. Значи, уште еднаш отвораме проект кој што за околу 5 месеци би требало да биде завршен овде, да се дореди просторот, да добие еден нов лик, да се смири сообраќајот, односно да се направи пешачка зона на која што нашите сообраќајани би се движеле. Откупот на тутунот е пред самиот крај. На 10 денови пред законскиот утврден рок, откупени се над 26.000 тони ориентален ароматичен тутун, што е далеку над очекувањата.
Сојузот нема сознанија за нови откупни компании покрај постоечките 10, кои неколку години се регистрирани на пазарот, но според најавите се очекува зголемен интерес кај тутунопроизводителите за новата реколта, за која се кројат новите цени. Субвенциите остануваат на ланското ниво – 80 денари прва, 72, 60 денари за трета класа, како и субвенции за одгледување на тутун по површина и за зелена нафта. Се уште се преговара за новите цени. Откупот за реколта 2025 веќе пред крај, 99% се купени од количините на тутун и за среќа негде околу 26,072 килограми тутун со прошесна цена од 419,018 денар. Ова ни дава за право да мислиме дека ова реколта не е успешна, ради тоа што е зголемен број, во моментов е зголемен број на интересот за склучување на нови договори. За среќа, да речем, на тутунопроизводителите, ради тоа што се задоволни од овие цени што ги постигнато, значи се купи тутун без одбиток, 99% му е исплатен во целост, така да покрај субвенциите што се за по килограм ги има и субвенциите за по површина и зелена нафта. Со тоа ако ги заеме како заедничка мерка, негде и приближно како ланската година 100 денари субвенцијата по килограм на тутун. Програмата за финансиска поддршка за 2026 година ги подели земјоделците. Представници на земјоделските здруженија имаат забелешки за висината на субвенциите, како и на моделот за исполнување на условите за добивање на финансиска поддршка. Велат дека државата годинава има историски највисок буџет, но константно поддршката за земјоделството е на ниво од 100 милиони евра, а со годинешната програма таа се намалува бидејќи има дополнителни услови. Со намалени субвенции и изострени критериуми за квалификување за државна помош, нема развој во македонското земјоделство, вели Миле Чебаковски, председател на Сдруженијето Фармери Југозапад. Сакам да кажам за субвенциите за останати и тековни. За останати субвенции претежно има за регистриран земјоделец за претходните години, 23-та, 24-та, 25-та. И субвенции по мерка 1.17 по основ на закаснети договори за продолжување. Кога се сменуваше власта, едните не ги продолжија договорите, после другите ги продолжија, ама остана субвенциите неисплатени. Не, само сакам да кажам дека овие субвенции ги бараме за 15 дена. Бидејќи се ближи пролетната сајдба. Друго, за новата програма, значи само ќе прочитам 4 ставки. Пченицата беше 19.000 денари, сега е 18. Јачмено и пченката беа 19, сега се 13.000. Сончогледо, значи стварно катастрофално, беше 23.400, па 16.500 по хектар, сега е 10.500. Значи не се исплати. Со низа активности, игра и работилници прилагодени според возраста на најмладите и учениците основци, децата учат за ретките болести. Во фокусот на соработката на Прилепската градинка Наша Иднина и основното училиште Блаже Конески Прилеп, во градинката Бајка во населбата Точила се реализираше перформанс на тема Ретките херои посилни од стакло за ретката болест епидермолоза булоза. Најмладите дадоа поддршка, разбирање и емпатија.
очите на овие дечица. Таа е толку крехка, што се оштекува при најмал допир, триење или притисок. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди со умерен до засилен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 1, а максималната достигна до 8 степени. Утре, четврток, утрото ќе биде ведро и студено, насекаде со негативни минимални температури. Во текот на ноќта кон петок и во петок ќе има нови врнежи, во пониските места од дожд, а на повисоките од дожд и снег. Потоа, во деновите од викендот, времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник, дневната температура ќе биде во пораст. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.